Одамна во светот не важат старите правила. Сега секој може да се вмеша секаде и да произведува она што мисли дека може да го продаде. Народски кажано се измешаа лончињата. Тие се мешаат се уште кога производителите се борат чиј концепт на електрификација ќе помине, а да не зборуваме што се прават марките за да ги привлечат купувачите. Исто така, за денеска ви го подготвивме тестот на најмалото спортско корисно возило на Volvo, чија титула автомобил на годината во Европа е актуелна уште месецов. Срдечно добре дојде и уживајте во следните 30 минути со Автомагазин. Ретко кој автомобил донесе толку револуционерни работи како Bugatti Veyron. Неговиот наследник Chiron во секој поглед е подобар и понапреден, а таков ќе биде и моделот што во 2023 година ќе го замени. Но тој веќе нема да го има мастодонскиот W16 мотор, кој неговите протоколи за еколошки норми ќе го испратат во пензија. Кога се појави во Veyron, номинално имаше 1001 конјска сила. Времето покажа дека може да развие повеќе, па така кај и подоцнежните верзии беше деклариран на 1200. Сега во Chiron и во неговата ексклузивна изведба Divo испорачува неверојатни 1500 конјски сили, кои од 8 литри работна зафатнина ги произведува со помош на 4 турбокомпресори. Самиот агрегат е добиен со спојување на две VR8 машини. Има по 4 вентили на секој цилиндар и вкупно 12 ладилници. Три од нив се главни, наменети за неговото ладење, и низ нив протекуваат 800 литри антифриз во минута. Од Bugatti објавија интересен податок за нив. Топлината што тие при полно оптоварување ја одведуваат е доволно истовремено да се загреваат 10 стана од по 70 квадратни метри. Во таков режим на работа на моторот на Bugatti му требаат дури 47.000 литри воздух во минута, а резервоарот за гориво од 100 литри ќе го испразни за само 12 минути. Lamborghini продава облека, Bentley луксузен мебел, а Aston Martin гради апартмани во Мајами. Honda прави авиони, Peugeot мелници за сол и бибер, а Porsche дизајнира разни производи. Не е необично производителите на автомобили да се занимаваат и со нешто друго. По тој пат тргна и Seat, но сепак реши да остане во светот на транспортот. Најновиот производ на марката од Martorell е електричен тротинет, кој во продажба ќе се најде веќе од идниот месец. Наречен е EXS Kick Scooter и ја користи технологијата од сличен модел на Segway, на кој шпанците му дадоа свој дизајн и го опремија со интересни додатоци. Тежок е 12,5 килограми, а максималната брзина што ја постигнува е 25 км на час. Полнењето трае 3,5 часа и може да помине до 45 км. За секој случај, батеријата е отстранлива, па кој сака може со себе да понесе и резервна. За поудобно возење опремене со темпомат и амортизери. За безбедноста се грижат електричната и механичката сопирачка, како и двете LED светла напред и назад. Има и инструмент табла, односно мал дисплеј на кој се прикажуваат брзината и наполнестоста на батериите. Пакетот е заокружен со амбиентално осветлување, заштита против кражба и Bluetooth конективност, а цената му е поставена на 600 евра. Одлуката Seat да започне со продажба на електрични тротинети е донесена заради фактот дека во Европа бројот на помлади купувачи на возила е намален за 20%.
Успешните приказни не се забораваат, тие се надградуваат и кулминираат. Kia Sportage, модел 2019 со дополнителен фейслифт за усовршување, а ја добивате за 16.950 евра со 7 годишна гаранција. Text Eva. I miss you. Send. She called me up late last night, 3:15. Ви ја представуваме целосно новата Ford Fiesta. Веќе од 109 евра месечна рата. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Природата не простува компромиси. Таа ја создава само најдобрата можна комбинација. Моćниот дизајн на Карок е создаден за најтешки услови, а неговиот изглед го презентира со самоуверена елеганција. Карок 1.6 TDI со 115 конски сили од сега е достапен за 20.450 евра или 250 евра месечна лизинг рата. Новиот Шкода Карок вози на свој начин. Шкода. Simply clever. Метрополис, број 1 радио мрежа. I knew you had the secrets in your eyes. So get on this ride, you can say what you like, but we won't get this chance again. You're like a breath of fresh air, so deep under there, and I've waited for so long. Let's take it slow. Веќе подолго време се кршат копјата околу електричните возила. Поголем е бројот на производители што се залагаат за полнење на батериите од електричната мрежа. Специфична тежина пак имаат компанијите како што се General Motors, Toyota и Mercedes, чии концепти се свртени кон водородот кој има големи предности во однос на претходно споменатиот концепт. Како нов аргумент за водородниот извор на струја е новиот концепт на спортско корисно возило Mercedes GLC. Веднаш по представувањето на EQC, Мерцедес отиде чекор понапред во електрификацијата на својата гама и започна со производството на GLC со погон на водород. Во врска со ваквите возила се уште постојат непознаници во јавноста. Тие во основа се електрични, со таа разлика што струјата место од голем пакет тешки батерии ја добиваат од системот горивни келии. Тој ја произведува неа преку хемиската реакција на водородот и кислородот, при што место издувни гасови се добива чиста вода. Во тој поглед серискиот GLC Fuel Cell функционира како хибридно возило. При економично возење, посебно на долги релации, работат само горивните келии. Тие во водородот сместен во карбонските резервоари под притисок од 700 бари ќе му овозможат автономија од 430 км. При тоа значајно е да се напомене дека за полнење водород се потребни само 3 минути. Сепак во овој момент голем проблем е каде тоа може да се стори, бидејќи инфраструктура за тоа скоро и да не постои. Затоа му е додадена плагин можност со која неговите батерии се полнат со струја, овозможувајќи му градска автономија од 50 на километри. Во случај на поголеми оптоварувања, електромоторот од 211 конски сили ја влече струјата од двата извора, овозможувајќи му максимална брзина од 160 км на час. Податоците за забрзувањето не се познати.
Ниту цената на водородниот ГЛЦ не е објавена, бидејќи на почетокот ќе се нуди само на лизинг за 800 евра месечно на избрани клиенти во градовите во Германија во кои постојат станици за полнење водород. На едни на радост, а на други американци на запрепастување. Шевролет сериозно размислува за електрификацијата на Камаро. Популарниот спортист во последно време ја губи продажната битка со Форд Мустанг, така што навистина треба да се очекуваат некакви порадикални измени кај него. Според непотврдените информации, се разгледуваат два хибриди и можеби една електрична верзија. Наизвестна меѓу нив е онаа што ќе го има сегашниот дволитарски мотор засилен за уште 100 електрични конски сили. Вкупно на број 370, тие треба да му овозможат забрзување до 100 км на час за 4,4 секунди. Втората хибридна верзија што се планира ќе биде базирана на 6,2 литарски V8 мотор и ќе развива помеѓу 460 и 550 конски сили. Со оглед на тоа што директно ќе ги погоди во срце поклониците на овој модел, Шевролет е предпазлив со незиното споменување. Затоа пак на сите звона објави дека подготви целосно електрична верзија на Камаро, наменета исклучиво за трки во забрзување на четвртина милја. Овој модел располага со 700 конски сили и електросистем составен од 4 батерии од по 200 волти, секоја тешка по 80 кг. Заради равномерно распределување на тежината, тие се поставени во возилото на повеќе места и добро заштитени од пожар. Според информациите, првата хибридна верзија на Камаро би била поскапа за 4.000, а втората за $8.000 во однос на соодветните модели од кои се изведени. Доколку се донесе одлука за нивно сериско производство, најрано може да се очекуваат за 2 години. Пред неколку месеци имавме можност да возиме на легендарниот Нурбургринг, кој поради неговата конфигурација и положба се стекна со прекарот зелен пекол. Оваа патека го фасцинира и ма гепсува секој што возел на неа, па затоа одлучивме да ви приложиме дополнителни аргументи и факти не за свиоците и асфалтот, туку како стопанисува и заработува ова парче асфалт. Скоро цел век Нурбургринг е место за мегдан во светот на тркалата. Секој што нешто значи, сака да има рекорд таму, дури и во измислена категорија. Зелениот пекол со своите 20,8 км и 73 свиоци е сон и на секој љубител на автомобили, но исто така и добар бизнис. Во официјалниот ценовник на најреспектабилната патека има за секого по нешто. На ефтино, за само 15 евра може пешки да се прошета дел од неа. Кој сака може да ја помине и како совозач во мускулестиот Mercedes AMG GT-R за 295 евра. За слична сума може да изнајми автомобил кој ќе може да го вози 15 на минути во придружба на искусен тренер. Постојат и бројни курсеви чија цена се искачува до 2000 евра. Но секој со возачка дозвола може да се испроба и со својот автомобил или моторцикл, што ќе го чини најмалку 25 евра по круг. Ова привлекува бројни ентузијасти, кои неретко знаат да се преценат себе си и возилото, а Нурбургринг и за тоа има цена. Така, 1 метар заштитна ограда чини 37 евра, а едно столбче за неа 46 евра. Треба да се плати и отстранувањето на оштетените парчиња од цена од 12 евра за метар ограда и 6 евра за едно столбче. Во случај оградата да е повеќе кратна, овие цени може да бидат и до 4 пати повисоки. Но тоа не е се.
Доаѓањето на екипата што ќе ја поправи чини 180 евра, а излегувањето на безбедносното возило на патеката скоро 200 евра по час. Ако пак поштетеното возило треба да се изнесе со шлеп служба, тоа ќе чини 500 евра, а затворањето на патеката дури 1600 евра за 1 час. За крај треба да се истакне дека многу производители имаат своји развојни оделенија лоцирани покрај зелениот пекол, а предметите на развој ги тестираат во изолирани услови. Марките како Jaguar Land Rover, Aston Martin, Honda, Porsche, Toyota, BMW, Mini и да не набројуваме понатаму, ја користат патеката за различни испитувања и дотерувања, но ниту еднаш не декларирале колку чини дневниот наем на 21 километар долгата култна патека. Во последно време често го слушаме зборот премиум кога се опишува некој нов автомобил, толку често што вистинските премиум производители решија да покажат што на вистина тој значи. Меѓу нив е и Lincoln, која сподели со нас приказната како настануваат звучните сигнали со кои новиот авијатор го алармира возачот за нешто. За таа цел луксузната филијала на Форд ги побара услугите на Детроитскиот симфониски оркестар, чии музичари снимија стотици звучни комбинации. Од нив се избрани 6 кои ќе се користат за вкупно 25 функции на возилото. Например, возачот за отворена врата или заборавени светла ќе биде предупреден вака. При тргнување на возилото со подигната рачна сопирачка ќе се слушне ова. А вака пак ќе се свртува вниманието на возачот за покритичните работи. По својата премиера на новиот авијатор, употребата на звучните сигнали на Детроитскиот симфониски оркестар ќе биде проширена и кај другите модели на Lincoln. Од машините за шиење преку велосипедите, Opel стана еден од најстарите производители на автомобили. Приказната ја започна Адам Opel во 1862 година, кој со парите од женидбата во шталата на вујко му започна со производство на машини за шиење. Му требаше четврт век да го прошири бизнисот и да започне со производство на велосипеди, пошто се пресели во вистинската фабрика во Руселскај. Бизнисот со велосипеди на Opel добро му врвеше, а двајцата од неговите 5 сина учествуваа на трки, промовирајќи ги велосипедите како средство за транспорт и презимето што го носат. Работата успешно тргна и во бизнисот се вклучи целото семејство во проширен состав. Адам почина во време кога неговата компанија беше лидер во производството и на машини за шиење и на велосипеди и не успеа да го види првиот автомобил. Одлуката за тоа ја донесе неговата сопруга, наговорена од своите деца. Така во 1899 година во партнерство со Фридрих Луцман беше создаден првиот автомобил од марката Opel. Имаше едноцилиндричен мотор со 3,5 конски сили и постигнуваше 20 км на час. Далеку од успешен, за 3 години од него беа направени едва и 65 примероци.
беше заменет со моделот Дарак, но по лиценца на истоимената француска марка. Соработката се прошири и на други модели, но Opel не се откажуваше и од развој на сопствени автомобили. Вистинскиот успех требаше да дојде во 1909 година со моделот Доктор Ваген, чија издржливост и двојно пониска цена од другите привлече многу нови купувачи. Но 2 години подоцна фабриката беше пеплосана во пожар, пошто производството на машини за шиење беше прекинато. Велосипедите останаа и Opel во 20-тите години од минатиот век беше најголем нивни производител во светот. Им се придружија и моторцикли и авионски мотори, но најмногу труд сепак се вложуваше во автомобилите. Марката прва во Германија ја воведе монтажната лента во производството, што и овозможи голема заработувачка. Најмногу од моделот Laubfrosch, со кој практично се моторизираше нацијата, бидејќи од него за 7 години беа направени дури 120.000 примероци. Во тоа време Opel имаше 37,5% пазарно учество, а беше и најголем извозник на автомобили. Ваквиот успех го привлече вниманието на General Motors, кој во 1929 година откупи 80%, а 2 години подоцна и 100% од акциите на компанијата. Посветувајќи се целосно на производството на автомобили, американците во 1936 го продадоа бизнисот со возила на 2 тркала на NSU. Во тоа време започнаа да се појавуваат и моделите кои како легенди се ценати ден денес. Прв беше Олимпија, кој имаше самоносечка каросерија. Следеа Кадет и високо успешниот Капитен, а гамата беше кронисана со луксузниот Адмирал, со кој се предизвикаа Хорх, Мерцедес-Бенц и Мајбах. После Втората светска војна најпрво се започна со производството на товарни возила. Се правеа и фрижидери за автомобилите конечно да се вратат во 1948 година. Се врати и собственоста на фабриката во рацете на General Motors, пошто следеше модерната историја на марката. На почетокот се произведуваа предвоените Олимпија и Капитен, после кои следеа моделите што сите добро ги знаеме – Рекорд и Кадет. Откако пред година и пол стана дел од PSA групата, на Opel му престои една нова иднина, како и првиот нивен производ – машините за шиење. Таа во голема мерка ќе биде базирана на иновативните технологии. На асфалтен пат Volvo XC40 се однесува многу зрело. Вистинско задоволство е да се биде задуправувачот на ова спортско корисно возило, пред се поради удобната амортизација, прецизното управување, но и одличната работа, синхронизирана работа помеѓу моторот и автоматскиот менувач. Се разбира дека возачот може и сам да ги менува брзините, но не би гледал зошто, бидејќи уживањето е да се вози релаксирано и удобно. Поради високото тежиште во свиоци, забележливо е наклонувањето на каросеријата, но тоа не се одразува врз контактот со патот. Многу манири на возење XC40 покажува како лимузина, а не како спортско корисно возило. Со педалата за забрзување лесно се командува работењето на моторот, па дури многу лесно можете да префрлите сами во поголем или во помал пренос на менувачот. Но доаѓаме до патот каде што има изразени дупки и
нерамнини. А тоа веќе дава една сосема поинаква слика на подбирањето на XC40. Пред се слуша малку повеќе отколку што очекував, бучава во кабината поради вибрациите на самото подбирање. Поради нерамниот пат, целата каросерија подскокнува како кенгурче, но само возачот има едно непријатно чувство, а контактот со патот е добар. Непријатното чувство е поради пренесувањето на микро и макро вибрациите кои се многу забележливи на ваков пат. Но сепак Volvo XC40 е направен да одговори на урбаните, но и на предизвиците на долги патувања. Како што забележав во самиот почеток, удобноста и просторноста е на високо ниво. Volvo XC40, иако е долг само 4,4 метри, ги пресликува сите манири и на поголемите спортско корисни возила на компанијата и дури и лимузините. Ова возило чини околу 55.000 евра. Неговата опременост е богата, но се истакнува трендовската опременост, а тоа е опременоста во која изобилуваат електронски асистенти, но и огромен екран кој реагира на допир, или така наречени таблети. Преку него дури и во возењето можете многу лесно да ги манипулирате сите можности на опременоста. Поради погонот, перманентниот погон на сите тркала, многу лесно се совладуваат нерамните патишта, но и неасфалтираните делници. Поголем проблем за XC40 би биле неасфалтираните делници кои имаат големи нерамнини, бидејќи растојанието од лото на XC40 не е доволно да одговори на теренски предизвици, но сепак сосема добро се однесува на неасфалтиран пат кој изискува многу внимание не само од возачот, туку и од електрониката во автомобилот, а таа има одлични манири. Скандинавски лад ги прифаќа предизвиците и реагира на нив. Споредувајќи го XC40 со неговите директни конкуренти, ги спомнавме BMW X1, Mercedes-Benz GLA и се разбира Audi Q3, би можел да заклучам дека XC40 ги има манирите неопходни за премиум сегментот. Не само во опременоста, не само во дизајнот и просторноста, туку и во извонредните возни својства. Дури и мислам дека и многу подобро би се покажал во однос на проодноста со споменатите конкуренти. Сепак, цената е таа која господари на нашиот пазар, па и на сите други пазари. Со 55.000 евра вие добивате статусен символ, одлично дизајниран и секако дека со ова возило ќе бидете во центарот на вниманието поради неговите интересни дизајнерски решенија, но и појавата која ја има. Јас не би сакал да навлегувам во анализа на сегментот, бидејќи денеска сме со XC40, но секако дека овој модел представува убаво освежување во сегментот, каде царуваат германските модели, кои пак имаат благ еволутивен дизајн
изгледаат убаво и атрактивно, но сепак XC40 се одвојува од тоа миле. Сепак овој модел има многу поголема персоналност и атрактивност. Јас продолжувам со уживањето за доправувачот на XC40, бидејќи остави силен впечаток на мене, но терминот за автомагазин полека истекува. Јас ви благодарам на вниманието, ви посакувам се најубаво и ви закажувам следната средба за 7 дена. До тогаш, до гледање.